Значи, прочитавме и, како што рече Борјан, темата, насловот затворениците во Филипи. И ови на сликата не се Павле и Сила, тоа се други луѓе, друг човек е овдека. Швајцарија, колку и да не е позната со војни, со народни херои, сепак и Швајцарија има своји народни херои. Еден од најголемите во историјата е овој човек, Франсуа Бониварт. Тој е патриот швајцарски или женевски, поточно, и исто така протестант. Тој се бори во првата половина на 16 век, кога веќе почнува реформацијата во Франција, хугенотите. Женева како едно подречје, кантон кој е под силно француско влијание, се бори за духовна и политичка независност. Еден од тие борци, патриоти е Бониварт. И овдека на овој столб бил врзан цели 6 години. Савојскиот херцог или дук, или не знам како ги викат, Шарл III или Чарл III, го врзал, го осудил и 6 години седел овдека, тешејки се, смирувајки ја самотијата, носејки спокојство во срцето, пеејки ги хугенотските псалми. Местото или замокот во кој е врзан е замокот Чило или Шило, не знам сега како на француски точно се изговара. Познат, станува тој случај познат во целата историја. Го поттикнал случајот и лордот Бајрон, мислам дека беше британски поет, да дојде да го посети и како што нели децата си пишуваат имиња во автобусите кај нас, тој си го напишал името Бајрон на високо на столбот и напишал песна посветена на Бониварт, во кој така поетски ги воспева неговите маки, како синџирите ги сечеле неговите мускули, месото, и како тој ги пеел псалмите и така се тешел и се охрабрувал во Господа. Секогаш кога човек страда, се мачи за некакви благородни цели, тоа ги восхитува луѓето, го привлекува вниманието. Исто и кога за верата луѓето страдат маченички, и тоа е сведоштво во светот, затоа се толку ценете оние житијата на светиите, нивните маченички истории, и е големо охрабрување за црквата. Таков случај е и тоа заточеништво во Филипи, во затворот на Павле и Сила, и тоа е централната тема. Во 16 глава Павле посветува, тоест Лука, пишувајќи оваа глава, нели, посветува голем простор на тој настан. Иако е една вечер само, голем дел од текстот. И затоа решив така да го насловиме овој текст, оваа проповед, затворениците во Филипи, иако немаше да сгрешиме ако ставивме друг наслов, како, например, најважното прашање. Зашто на тие затвореници, чуварот на затворот им постави прашање кој е најважно. Не може да има поважно прашање од прашањето што да направам за да се спасам, како да се спасам. И Павле и Сила нели го дадоа одговорот, и во таа 16 глава, во тој град Филипи, проследува Лука истории на 3 личности, кои се специфични, различни една од друга, во различни околности. Бог ги доведува до верата, но начинот е еден и исти, преку Христос, по благодат. Со првата личност се запознавме минатата недела со Лидија, македонката Лидија, од Лука представена како богопобожна жена, тоест тијатирка или нееврејка која е привлечена од јудеизмот, заедно со други јудеи се собира надвор од Филипи во близината, покрај некоја река, и еден ден кога доаѓа Павле таму да проповеда, таа внимателно слуша, Бог и го отвара, и ја отвара душата, жената поверува, се крштева таа, и кога и го отвара срцето за Евангелието, и го отвара и за домот за Павле.
Павле и неговите соработници, тука се Сила, тука е Лука, тука е Тимотеј. Целата таа група наоѓа сместување во домот на Лидија. Основа на црквата и така, може да кажеме, добро почнува таа служба. Во мир и во поклонение. Гледаме дека тие одат на молитва, тоа е продолжението на текстот, или еден ден, кога одевме на молитва, веројатно, оделе пак тамо, на тоа место, надвор од градот, кај реката. Тоа било местото, или каде што се собираат побожните луѓе. И таа идила, така да кажеме, во Филипи е нарушена, бидејќи една, како се пишува, слугинка во нашиот превод, меѓутоа зборот, оригиналниот збор, па и диске, е комбинација на зборче дете и робче. Женска е формата, тоа значи дека е девојче робинка, или, да, мала робинка. Девојче е, у суштина, робинка, која има гатачки дух во нашиот превод. Оригиналниот превод зборот е духот на Питон. Она позната, голема змија од митологијата, која го чува храмот во Делфи. Тоа е, од тоа време е сметано дека Делфи е центарот на светот, некаде во средна Грција. Таму имала гатачка, која била исполната со тој дух и гатала, и големата змија ја чувала, додека Аполон не дошол, ја убил змијата за тој да го контролира тој дух на гатање. И сега овдека верувале во Филипи луѓето дека тоа девојче го има тој дух на Питон за да гата, тоест да кажува некакви невообичаени работи за еднината. Тоест прави нешто невообичаено. Во секој случај станува збор за зол дух, кој ја обладал таа девојка, тоа девојче, а пак нејзините господари, мажот, жената во семејството, кои го поседувале тоа девојче, се заработувале пари. Луѓето сакат да ја знаат иднината. Луѓето се љубопитни. Иднината е нешто неизвестно. И затоа тој копнеш на човек да ја знае иднината. Некој да му каже што ќе се случува. Може да биде и непријатна веста, меѓутоа човек сака да слушне. И секогаш имало такви луѓе, секогаш човекот бил таков, и денес е така. Пред десетини повеќе години, кога медиумите не беа така регулирани, беа полни со гатачи. На секоја телевизија имаше во доцните часови некој гатач или гатачка со телефони на кои луѓе се јавуваа. Така, секогаш имало таков интерес и секогаш имало луѓе кои ја користеле наивноста на останатите за да им ги зимат парите. И се намножија такви кога стана популарно по приватните телевизии, па дори на национална телевизија имаше такви, нели, гости кои редеа позади себе икони, им се јавуваа наивни луѓе, им ги зимаа парите за да им ја кажат иднината. Денес се прави тоа пософистицирано, ги нема на телевизиите, меѓутоа можеби уште постојат, не ги следам, меѓутоа денес знам дека е популарно изработка на натални карти. И тоа е пософистицирано, бидејќи не е како они од онаа време, ке се јави некој да му кажат нешто и овој му вели, сега Свети Петка рече да ставиш зејтин, да ја однесеш и ќе ти биде се добро, ќе оздравиш. Се има натални карти кои во сите области на животот, бизнис, брак, кариера, не знам што, ќе ти кажат како се правиш, што да правиш, или како на звездите што решиле. И во овој случај, овдека во Филипи, очигледно било популарно, луѓето и верувале на таа девојка, господарите си нашле начин како да заработуваат пари. И интересно, не случајно на таа црква, црквата во тој град, Павле пишува послание, неколку години подоцна, и во тоа послание, во 4 глава, Павле вели, за ништо не грижете се. Идејата овдека е иднината. Не грижете се за иднината. Луѓето се загрижени од таа неизвестност. Вели, не грижете се, не се интересирате за иднината.
туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања. Зашто иднината никој не ја знае, иднината ја знае само Бог, зашто Тој е Господарот, Тој е Креаторот, во Негови раце иднината и најдобро што можете да направите за вашата иднина е да се надевате на Него. Вашата надеж да е подпрета на Бог, а Тој ќе ви ја донесе добрата иднина. Како и да изгледа во нашите очи, Тој има добрата иднина. И тоа е најдобриот совет за сите нас, за секој човек кој е заинтересиран за иднината. Предај ја во Божите раце. И така, тоа девојче, еден ден кога оделе Павле и останатите на молитва, се придружило кон нив и почнало да вика, и тоа почнало да го прави како пракса секој ден, вели повеќе денови, да вика кон ова луѓе се слуги на Севишниот Бог, тие го навестуваат патот на спасението. И се, ова не би го очекували од еден зол демон да го каже. Ги рекламира некако Павле и останатите. Овие се вистински служители на Бог и тие ќе ви кажат како да се спасите. Не е нешто ново. И во земната служба на Христос имаше такви случаеви, кога веле, нели, еве го светецот на Бог, светиот на Израел, кога ќе го видеа Христос, демоните така реагира. Сметат, нели, некои тука толкувачи дека тоа е една реакција на демоните. Тие го знаат Бог, тие го познаваат Бог и не можат да не укажат на тоа кој е Тој. Меѓутоа, има едно друго мислење за кое сосема сум согласен. Овдека прави тоа девојче реклама, тоест духот во неа ја прави таа реклама, меѓутоа поставувајќи се себе си во позиција како на некои кои работат од истата страна, од истиот тим. Еве, јас сум гатачка и ви велам, ова се луѓе на Бог, тоест не сме едни против други. Носи една заблуда кај луѓето. И Павле тоа неколку дена продолжува, до момент пишува тука му здода, не, кога веќе не се трпеше тоа што го прави злиот дух, го избрка. Тоест, едноставно се сврта и му рече, ти заповедам во името на Исус, Христос излезе од неа. Во сите случаеви, кога Христос го прави тоа во Евангелијата или кога апостолите го прават, кога ги гонат демоните од луѓето, имаме ослободување. Ослободување се покажува власта на Христос и на Христовите служители во конкретниот случај, зашто Павле јасно се представува како служител на Христос. Власта на Христос да ја победува темнината, да го победува робството на луѓето кој е под темнината. И во сите тие случаеви тоа ослободување всушност значи спасение. Овде се Лука не се задржува многу на овој момент, туку веднаш оди понатаму каква е реакцијата на луѓето во градот, бидејќи тоа му е важно. Тоа е идејата да се стигне до затворот и настанете таму во затвор. Зошто тие се во затвор? Меѓутоа јас не верувам, бидејќи спасението доаѓа само преку Словото, јас не верувам дека Павле кога имал соочување со тоа девојче, да не кажал за Христос. Кога веќе во името на Христос го брка демонот. Нема смисла ослободување на една личност од робството на сатаната, на злото, без да има спасение. Зашто кога некој веќе е ослободен од таа доминација, од тоа робство, тој не може да биде во неутрална ситуација, тој станува дете на Бог. Така, овдека покрај Лидија сега гледаме уште една личност, уште едно девојче, уште една жена, како се придодава во градот кон Христовата црква. Спасена уште една душа. Но тој настан, ако носи спасение за жената, за девојчето поточно, не се прима во градот позитивно, бидејќи, продолжува текстот, господарите на девојчето, кој било извор за приход преку гатањето, сега го губат. Ја губат таа можност. Пропадна надежта за нивно богатење. Полни се со гнев,
Зашто за финансиски губат, финансиската загуба, знае човек да го исполни со гнев, со лутина и да наштети сега на оние кои го предизвикале тоа. Не можат да наштетат со тоа што ќе отидат и ќе кажат овие сега ни го укинаа изворот на добивка. Зашто на тој начин никако не би успеале да ги убедат управниците да ги осудат овие луѓе, затоа играат на онаа карта, секогаш што добива. Сигурната карта. Картата на патриотизмот, на национализмот. Минатиот пат реков Филипи е познат како најримскиот град во Римската империја после Рим. Или малиот Рим. Град со многу силно чувство на идентитет, римски идентитет, така да кажеме. Многу силно присуство на римска култура. И во еден таков град сега овие оштетените почнуваат да го настројуваат народот против Павле и останатите како некои кои доаѓаат и да донесат друг идентитет. Еве овие велат кои се јудејци проповедат обичаи што нам како римляни не ни доликуваат да ги примаме ниту да ги извршуваме. Тоа звучи познато. Еве овие ќе ни го украдат идентитетот сега. Културата ќе ни украдат. Овие тука доаѓаат да ни наметнат нешто друго, не наше, нешто туѓо. И тоа секогаш врши работа. Кога ќе удриш и ќе ги поттикнеш луѓето да действуваат на таа основа, некаква национална основа. Ни го крадат јазикот, името, идентитетот, историјата и нема да имаме ништо. Ништо нема да имаме. Да. Не постои вакуум. Едноставно, вистината дека не постои вакуум во идентитетот. Секојаш човек има идентитет. Како и да е, успеваат на таков начин да ги поттикнат луѓето, да ги разгорештат, еден директ прексуд, нели, како што се вика во војската, повик на јавен линч е тоа. И луѓето на вистина се бунтуваат, се организираат и се нафрлаат на Павле и на сила. Градските управници веднаш интервенираат, велат соблечете им облеката, зимаат стапови, не стапчиња за да ги удрат по рачето, стапови. И Лука вели дека многу ги тепаа. Ги испотепаа многу, пише од 23 стих. И ако Лука вели дека ги испотепале многу, значи многу ги испотепале. Тоа е разулавена толпа. Зеле стапови се нафрли и почнале да удират по нив. И ако сакате, нели, она народно кажу, ги испокршиле од ќотек. Ребра им скршиле, сигурно. Носеви. Тие не внимавале каде да удират. И откако ги испокршиле од ќотек, заповедаат да ги стават во повнатрешните делови на темницата, на затворот, тоест таму сите затвори биле во подруми, немало светлина, но таму најдалечниот дел, каде што е најтемно, каде што е највлажно, каде што не се ни дише дури. Им ги ставаат рацете и нозете во окови. И така завршуваат, нели, нивното заточеништво. И тие се во оковани, стегнати во клада, знаете, нели, раци и нозе, и може да предпоставиме во таква ситуација каква би била една нормална реакција. Овкање. Ребрата, ми ги скршија сите ребра. Или не може да се наместиш, боли се. Шо ни требаше да дојдеме овде? Тој македонец, нели? Дојди во Македонија. И шо помогни ни? И шо се случи? Една жена поверва, па една друга тука ја слободивме. Првите мажи што ги видовме, ни испотепаа и сега во затвор. Ништо, никаков успех. Не, би очекувале таква реакција. На овкање, негодување, болка, зашто навистина били испотепани. Сериозно испотепани, со стапови. Меѓутоа не е тоа реакцијата, би била таква реакцијата, доколку тие беа обични луѓе, ако беа денешни мажи, нели?
Но тие се други мажи од древноста. Што прават? На полнок, кога е време за спиење, не кукат, не овкат, не негодуваат, туку вели се молеа и го славеа Бог. Во затворот има други затвореници и пишува ги слушаа. 12 полноки. Нема реакција, интересно, затворениците да велат, колку е саатот, не можеме да спиеме од вас. Не само што сме сега во затвор, и не можеме да спиеме. Не, тие го слават Бог, му се молат. Предпоставете сега како се молеле. Која била нивната молитва? Господи, ти благодариме што сме овдека. Не верувам дека се молеле на поинаков начин. Јас верувам дека нивната молитва била многу евангелска. Господи, ти благодариме што учествуваме во твоите страдања. Зашто Павле тоа вели, дека тоа сака да го достигне како негов копнеш на филипјаните, да ги достигне, да ги запознае Христовите страдања. И го славеле Бог и му пееле химни на Бог. Древните химни биле многу евангелски, во кој е воспеван Христос. Целото дело на Христос. Во тие химни тие објавувале милоста Божја чудесна. Не ја знаеле таа песна, но сигурно наликувало тоа или добро е за мене да бидам овде. Да, зошто пееле? Зошто знаеле дека таму се, бидејќи Бог сака да бидат таму. Имаше затвореници кои пишува дека слушаа. Лука не случајно дава додаток и слушаа затворениците. Испотепани се тие луѓе, претепани, неправедно се тепани. На основа на лага е тоа обвинение. И тие го слават Господ. Тоа е сведоштвото за луѓето. Кога луѓе затворени во неволи, верни луѓе, го слават Господ. Во тоа време не можело да се влезе во затвор, да се оди кај директорот и да се каже, ние сме христијани, евангелизираме и сакаме да влеземе во затворот да евангелизираме затвореници. Немало таква можност. Единствениот начин да се евангелизираат затвореници е и ти да бидеш затворен во затворот. И Бог ги затвора тие луѓе во затвор да можат да евангелизираат, да им кажат на тие затвореници. И Господ им ги отвори ушите, им ги затвори устите на затворениците да слушат. И пишува, слушаа таму. На крајот на краиштата Павле проповедаше дека преку многу неволи ќе мора да влезат во Божјото царство. И тие беа таму, во неволите, во затворот и сведочија за Бог. Го славеа Бог. И тоа беше сведоштво за луѓето. Има еден концерт и пеата капела, не им треба придружба музичка, не знам какви гласови имале, не знам колку им биле пријатни, меѓутоа пеа, а затворениците слушаа. И верувам дека и стражарот слушал, бидејќи потоа прашањето што ќе го постави многу конкретно, многу директно, не може да го постави човек кој не е упатен на некаков начин во спасението. И наеднаш пишува стана голем земјотрес. Земјотрес кој ги растресува основите на затворот. Не знаме дали во градот се почувствал, меѓутоа многу силно е почувствуван во затворот. Толку силен, специјален земјотрес, тоа не е обичен, зашто тој земјотрес ги отвара вратите на затворот и паѓаат оковите на затворениците, на сите затвореници, не само на Павле, и на Сила. Сите затвореници се ослободени од оковите. И сето тоа се случува, сето тоа го прави Бог, интересна работа. Сигурно за тие затвореници таму, но најмногу за тој темничар, за чуварот во затворот, за да се отвори неговото срце. Повторно, нели, да се навратиме, 3 личности во овој расказ за Филипи, служењето во Филипи, многу различни околности, различни луѓе, и доаѓаат до спасение. И во сето тоа се гледа Божјата благодат. Што Бог направи за тој човек да му биде отворено срцето. Зашто сепак тој човек е римски војник, кој ги става во окови Павле и Сила. Ги затвара. Неправедно. И кога разбира, очигледно дека
Во тоа време и така биле правени затворите, долу во подрумот биле келиите, нели? А додека горе биле просториите за семејствата на чуварите, на чуварот на затворот. И тој тука е некаде, тука е неговото семејство, тие не го напуштаат затворот. Тој, семејството, тој само оди во келиите кога го почувствувал земјотресот. Носел со себе факел, во затворот е темно, во тие зандани, видел отворени врати и одма си го помислил логичното. Штом се вратите отворени, крај ги нема затворениците. Тој не ни отишол да види. Погледнал само отворени врати, ништо не се слуша и си рекол, отидов. И сака да се самоубие, зашто според римското право, ако на некој чувар му побегне затвореникот, тој ќе ја плати цената. Тој ќе биде казнат со истата пресуда кој треба да биде казнат затвореникот. А таму има многу затвореници, многу пресуди сега ќе треба да легнат на неговиот грб. Срамни и ужасни казни. И тој решава сам да се стави крај на тоа. И тоа убаво правило. Знаете, Македонија вела дека е на врвот во Европа по бегство на затвореници и еден ваков закон, ако на затворската стража му побегне затвореник, тие да одлежат истата казна. И да видиме тогаш дали ќе има бегство од затвор. Како иде? И затвореник, овој стражарот сака да си го одземе животот. Павле, кој нели во темнината гледа кон светлината, осветен е стражарот, има светлини, некакви факели. И веднаш го спречува, вели, не, сите сме овдека. Сите затвореници се тука. Интересна работа. Затворениците не ја користат приликата да побегнат. Тие се стварно чудни работи, навистина нелогично, невообичаено. Што говори нешто и за самите затвореници во тој миг, во присуството на Павле и на Сила. И тој земјотрес силен кој ги растресува сите. И кога затвореникот видел дека сите се таму, и првото прашање што го поставува веднаш, многу директно, што да направам за да се спасам. Да, навистина невообичаено прашање. Еден римски граѓанин кој живее во римската митологија, нивниот пантеон, тешко би го поставил тоа прашање. Можеби, тој можел да ги слушне пеењата, зашто сигурно прв пат таму во тој затвор се чуле химни да се пеат и молитви на Бог. Може би ги слушал Павле и Сила тие денови додека нели оделе во градот. Не знаеме, тој го поставува тоа прашање и одговорот е многу јасен, многу едноставен. Му вели сега ќе треба многу жртви да почнеш да правиш големи дела и да чекаш да дојде духот, да ти исполни, оган во тебе да почне да гори, да те тресне од земја и ќе бидеш спасен. Не, му вели, поверувај. Само тоа, поверувај и ќе бидеш спасен. Сигурно го објаснил Евангелието за Христос, за нашиот грев, нашата казна, нашиот суд, за тоа дека ние заслужуваме само пекол, но Христос го понесе пеколот за нас. Не откупи, не спаси. Поверувај во тоа и ќе бидеш спасен. Едноставно. Евангелие кое е толку едноставно, што може едно девојче, робинка, да го свати, може еден римски стражар, војник да го свати. Еден од познатите истории во шкотската пуританска историја е детето Джейми од Шкотска. Познат настан, бидејќи прво мајка му заболела од треска и починала, и тој бил заразен, преживеал меѓутоа со тешки оштетувања, здравствени проблеми, и решил да отиде во црквата на Роберт Мечейни, еден познат шкотски проповедник, кој со така има трагична судбина, малку време, кратка, но многу плодна проповедничка дејност,
кога одел на тие проповеди, слушал за гревот и слушал за спасението, евангелието. Меѓутоа, тоа чувство на грев така силно действува во него, сознанието дека заслужил само пекол, што му изгледало невозможно само преку вера, само да поверува и сето тоа ќе го ослободи, ќе биде спасен. И така долго време се измачал додека еднаш не отишол кај неговата постара сестра, една млада госпоѓа, и рекол, кој бил исто така дел од црквата, е прашал, навистина ли доволно само да поверувам? И аз ќе бидам ослободен од тој товар и ќе бидам спасен. И сестра му рекла, да, поверувај и ќе бидеш спасен. И младиот Джейми рекол, Господи, знам, заслужувам само пекол, но верувам во Тебе. Спаси ме. И од тој момент, тоа младо момче станува еден од најревностните служители во црквата на Мекчейни. Кратко живее после тоа, умира, меѓутоа станал многу посветен, многу ревностен служител во црквата. Голем следок со онаа слобода што му ја дава верата во Христос. Идејата ми е дека тоа Евангелие е толку едноставно што едно дете, едно девојче ќе го свати. Дека само во Христос е спасението, само по благодат е спасението. И тук и тоа е одговорот, нели, што го даде на темничарот, ти и твојот дом. Сега, тоа ти и твојот дом, некои го сваќат како еден автоматизам. Ако поверува главниот во семејство, сите ќе поверуваат. На крајот завршува многу јасно дека се зарадува целиот дом на темничарот зашто поверуваа во Бог и беа спасени. Да, целиот дом на темничарот беше спасен. Меѓутоа, пишу дека Павле отиде во тој дом и на сите им проповедаше. Му го проповедаа во 32 син Словото Господово нему и на сите што беа со него во куќата негова. И во истиот тој дом, нели, кога што се проповедаше, луѓето поверуваа и беа спасени. И кога Павле вели, ќе поверуваш, поверувај ти и ќе бидеш спасен ти и твојот дом, идејата, поверувајте и твојот дом ако поверува, сите ќе бидете спасени. Тоа е многу јасна идејата. Да, често пати се случува еден да поверува и потоа ширејќи се Евангелието да ги опфати сите во семејство. Но тоа не е по автоматизам, туку тоа доаѓа преку верата која ќе ја покажат сите во домот. И во тој дом пишува темничарот, оној што им ги стави рацете во клада, може би тој тепал заедно со другите, не знаеме, им ги изми рацете, раните ги, така да кажеме, ги преврза, се гриеше за нив. Да, спасението е само по благодат преку вера, меѓутоа гледаме во сите овие случаеви промена. Тој човек кој беше темничар и ги стави во затвор, сега се грижи за своите затвореници. Ги лекува. Си го отвори домот. Ги прими во домот. Иако тие се уште се осуденици. Дури следниот ден тој ќе разбере дека се ослободени всушност, дека градските управници кои ги осудија, следниот ден се премисле да ги избркаме од градот, да ни се тргнат од главата. Но видите овдека пак една интересна работа. Да се навратиме на трите лика во оваа 16 глава. Имаме една жена, Тиатирка, која е бизнисменка, имаме едно девојче која е била гатачка, имаме еден римски граѓанин, римски војник. И тука Стот прави една интересна паралела, спомнувајќи ја молитвата на еден евреин, маш евреин, кога го собира своето семејство наутро и благодари на Бог. Господи, ти благодарам што не сум неевреин, паган, што не сум жена и што не сум роб. Тоа била секојдневната молитва на евреинот. Овдека имаме еден паганин, римски, кој е спасен од Бог, имаме една жена од Тиатир и имаме една робинка. Токму сите тие нешта кои нели се во групата на недостојни да бидат пред Бог. И затоа и Павле нели кога пишува на галатјаните дека во Христос веќе
Нема, што нема? Нема. И точно таа поделба тоа вклучува. Евреин, неевреин, маж, жена, роб, слободен. Токму тие истите групи кои евреите ги сметаат за недостојни за Бог. Во него сите се едно. И тука гледаме како црквата во Филипи всушност станува тоа единство во духот на сите категории. Мажи, жени, робови, евреи, неевреи. Сите се овдека во црквата. И така, следниот ден утрото, градските управници решаваат да ги ослободат, праќат курир до затворот. Стражарот сигурно многу му олекнало кога ја видел таа пресуда и сигурно со голема еуфорија отишол и рекол: "Еј, вие сте слободни." Ама Павле како реагира не со таа еуфорија, вели: "Не. Они не осудија неправедно и сега сакат туку така да си ги измијат раците. Ние сме римски граѓани. Сакаме тие да дојдат и лично да не ослободат. Со тоа да си ја признаат грешката." И малку така изгледа суетно од страната на Павле, меѓутоа воопшто не станува збор за негова суета. Зашто тие се осудени, нивната официјална пресуда е дека се како предавници, некои кои доаѓаат во градот да создадат општество кој ќе работи против римското општество, ќе го менува, ќе го руши римското општество. Тоа официјалната вакво пресуда. И сега ако Павле и Сила се отидат тако со Тимотеј или Лука, ќе остане дамката на црквата. Таа црква, тие тука луѓе што се собираат, тие се тоа општество кои заговараат против Рим. Затоа Павле, сакајќи да го заштити општеството во Филипи, и потоа кога го пишува послание до филипјаните, ние гледаме дека немат проблеми со општеството, христијаните таму. И сметаме дека тоа се должи токму на тој гест на Павле, кој бара градските управници лично да дојдат и лично да ги извадат пред очите на сите од затворот и на тој начин да си ја покажат грешката, дека неправедно биле осудени. И тоа се случува кога градските управници разбрале дека тоа се римски граѓани, а во тој град, во Филипи, римски граѓанин е нешто, нели, најценетото, така неправедно ги осудиле, веднаш отишле и ги извеле од затвор, да видат сите. Павле и Сила одат кај во куќата на Лиде, таму сигурно се Тимотеј, таму е Лука, го охрабруваат општеството и тргнуваат понатаму. Тргнуваат кон Солун и Берија. Бог спасува секакви луѓе. Околностите беа различни. Лидија поверува таму покрај реката, во природа, каде што тече една рекичка, една така пријатна сцена. Се слушало само некакво џуборење, птички, како пеат. Тоа девојче беше демонизирано, беше опоробено од зол дух и таму на улиците. А додека требаше да се случи земјотрес и во темнината на затворот, од стравот, да се отвори срцето на темничарот. Различни луѓе, различни околности, но начинот еден исти. Благодат. Секаде Бог употреби благодат, за да ги спаси тие луѓе. Сите ги доведува до истиот Спасител на ист начин преку верата. И да се навратиме, да се задржиме пак на затворот, на затворениците. Само една вечер, од сите тие денови кои биле во Филипи, но најмногу време во текстот. Внесувањето на Павле и на Сила во затворот. Тие таму го славеа Бог, беа благодарни. Затвори има во животот. Може тие затвори да не се од во келии, од камења и зад железни решетки, но ние понекогаш, често пати, сме поставени во некакви затвори. Затвори од финансиска природа, не гледаме излез, здравствена, проблеми, семејство, со деца, сопруга, на работа. Бараме излез, нема излез. Како да се однесуваме во тие затвори? Павле покаже овдека пример и потоа беше пак во затвор кога им пише на филипјаните, во Рим,
беше затворен, и оттамо, од затвор, им напиша писмо, во кој им дава еден совет. Кога сте во затвор, правете како што јас правам. Радувајте се. Радувајте се и пак ќе ви кажам, радувајте се. Зошто? Павле вели, па јас сум овдека во затвор и тие мои окови, кои не може да го окуват Евангелието, придонесува луѓето надвор да почнат повеќе да проповедаат за Христос, некои, за да ги направат мене да ми наштетат овдека, некои од партизанство, некои од добри намери. Но како и да е, Евангелието се проповеда. И тука дори во Рим, преторијаните, овие што се личната војска на Нерон, на императорот, поверуваа многу од нив. Па дури на крајот тој испраќа поздрави од семејството на Нерон, од блиските, дури членови на семејството на Нерон поверуваа. Така да, оваа ситуација придонесува за Божјото дело. Кога сте во затвор, каков и да е, славете го Бог. Зашто во секој затвор Бог не поставува со неговата добра цел. Надевај се на Бог и тој ќе те употребува во твојот затвор. Пеј му химни. Има еден од попознатите хугеноти во време на француската реформација, кој не е успешна, не завршува успешно. Во тоа време биле познати химните на Моро, еден француски поет, познат, кој додека бил во Женева, напишал многу химни и тие потоа стануваат дел од Женевскиот псалтир и ги пеат и француските протестанти. Еден од водечките, еден од истакнатите хугеноти, кој бил затворен во Бастилија од Катарина Медичи, жесток борец против протестантизмот, бил окован. Тоа е принцип на, и сега пак тие имиња Елбеуф, Делбеуф, како ги изговарат французите, го прашали, имаш само една работа можеш. Немаш контакти со пријатели, сам ќе бидеш во самица, затворен заради твојата вера, ќе бидеш хранет само со лепи вода и само една работа можеш да си земеш со себе. И тој рекол, мојата лута, оние средновековните жичени гитари, што се жичени инструменти. Само мојата лута. И на лутата си ги пеел песните на Моро. И те биле толку познати, што биле забранети. Францускиот император ги забранил да се пеат тие песни. Во време на затвори, на страдања, химните, славењето е утехата и спокојството. Тоа го правеше Павле, го правеа Павле и Сила, го правеа и Франсуа Бонивар. Кога во древноста христијаните биле фрлани на лавовите и во арените со гладиатори, тие со химни на устите и одечкувале смртта. Зашто химните носат надеж и спокојство во таквите мигови. Кога сме во затвори, да се молиме, да го славиме Господ. И тоа сведоштво ќе има влијание во светот. Кога затворениците гледаа како се однесуваат Павле и Сила, тоа беше сведоштво. Кога затвореникот го виде нивното однесување, Бог му го отвори срцето. Кога христијаните оделе со песни во устите на лавовите, тоа било големото сведоштво за луѓето. И многу луѓе поверувале токму од таквото однесување. Христијаните биле обвинувани како атеисти, неверници. Потоа апологетите кои поверувале преку таквото однесување велат, никој еретик, никој атеист нема да отиде во смрт ако неговата вера не е вистинска. Тоа го пишува Тертулјан, например, во неговите апологетски книги. Нашето сведоштво, нашето однесување во таквите ситуации е големото сведоштво за луѓето во верата. Може би и сега има такви луѓе кои се во некаков затвор, да даваме добро сведоштво. Да се молиме
да сведочиме, да го славиме Бог во тешките околности. Лесно е да биде славен Бог кога ни е се добро. И то не е големото сведоштво. Големото сведоштво, кога го затворите, го славиме Бог. И некој може да каже, лесно е да се каже, ама тешко е да се направи. И аз ке ви кажам, не е тешко да се направи. Невозможно е да се направи. Без благодатта на Бог. Но Бог е богат со благодат. Зашто Бог, кој не го пожали ни својот си за нас, ки ни даде изобилство од ресурси на благодат во секој ситуација да го славиме. На крстот се отвори Божјата ризница на благодат. И нашата верност кон Него, нашата покорност кон Него, нашата надеж, Бог ја исполнува со Неговата благодат, со Неговите благодатни средства. И во таквите ситуации да можеме да го прославиме и така да принесеме сведоштво за Него, пред оние кои не го познаваат. И ќе употребиме и оваа прилика да се подсетиме на крстот, на Неговите страдања, од каде што сушност доаѓа се. Без крстот, без жртвата на Христос, немаше да биде можно ни нашето спасение, нито нашиот живот во вера, нито нашето сведоштво во секоја ситуација да му дадеме слава на Бог.